Со покриви во руски стил, црквата во малото село Банстол во северозападна Србија се уште е во изградба, но веќе е наречена Путинова црква. Бранко Симоновиќ, главниот колектор на фондови за црквата, вели дека таа намерно била дизајнирана во руски стил за да се потенцираат вековните братски врски меѓу двата народа. Русија увек била саветник Срба и колико могла помагала. Срби се увек тражили основац у Русија баш због тие верски компоненти. Аналитичарите велат дека силните врски меѓу црквите отиграа важна улога во обновувањето на влијанието на Русија откако историскиот сојуз ослабе, кога поранешниот југословенски лидер Јосип Брос Тито се сврте од Советскиот сојуз за да ги зајакне врските со Западот. Популарноста на Путин е главно поради тоа што Кремљ ја поддржува Србија во отфрлањето на независноста на поранешната провинција Косово, која српската црква го смета за свое родно место и каде што се наоѓаат стотици нејзини средновековни манастири и цркви. Видим да njega stavljaju na ženskim kaćicama, na zlatnim satovima, na mobilnim telefonima. Zašto ne bi jedan hram nosio njegovo ime, a ja lično mislim da će mu biti draže da ovo bude brend njegov. Традиционално тесните врски меѓу Русија и Србија беа обновени кога Путин ги засили напорите за враќање на влијанието на Москва во поранешните комунистички земји во Источна Европа. Како и да е, црквата во Банстол привлече десетици илјади долари во донации од дома и од странство, особено откако беше наречена Путинова црква. Посетата на рускиот лидер на Белград в четврток има и верска конотација. Тој и неговиот домаќин, председателот Александар Вучич, ке им се обратат на десетици илјади луѓе надвор од најголемиот православен храм на Балканот, во кој иконите се насликани од руски уметници. Но во Банстол, жителите сега со нетрпение чекаат да видат дали Путин ќе најде време да ја види и својата црква во ова мало село.